Грант од 3,4 милиони евра ќе добија 29 фирми членки на Стопанската комора преку Коморскиот инвестицијски форум со финансиска поддршка од Германското федерално министерство за економија, соработка и развој. Со парите ќе се поддржи дуалниот модел на образование во 7 стручни училишта и 1 факултет. Меѓу нив се и средните училишта Никола Карев и Димитар Влахов од Струмица. Во Никола Карев продолжува дуалното образование во машинска струка производно машинство, со браќање струка ракувач на машини за пренос на материјали, во градежната струка тесар, армирач и бетонирач, во текстилно-кожарската струка зголемена е практичната настава, исто и во дрвопреработувачката струка, каде што се зголемува бројот на часови по практична настава. Во Димитар Влахов пак се продолжуваат профилите од дуалното образование во угостителската струка за келнери и во прехранбената струка за пекари и месари. Инаку Стопанската комора соопшти дека анализите за пазарот на труд кои ги прави аналитичкиот тим на Стопанската комора покажуваат дека 36% од населението се надвор од пазарот на труд, а 80% се долгорочно невработени поради несовпаѓање на вештините. Прашањето на обезбедување кадар за потребите на бизнисот е прашање број 1, кое што мора да биде третирано на таков начин, не само од нас, не само од државата, него и од сите субјекти кои што треба да создадат алијанса за неговото остварување. Затоа што без таков кадар ние немаме бизнис, без тој бизнис не можеме да создадеме нова вредност, без таа нова вредност нити можеме да враќаме долгови, нити можеме да размислуваме за развој за кој што сакаме сите и сонуваме од 4 до 7%. Затоа денеска ова е исклучително значаен настан, затоа што ние почнавме со процесот на дуално образование први во државата во 2015 година, али ова што го добивме денес како ветар во грб од страна на германската влада преку KfW, нивната развојна банка, е значаен поттик да продолжиме во тој процес. Вие знаете дека од нула дигнавме бројката на 211 фирми минатата година кои имаат склучено договори со школите. Ова година ќе имаме со ваков поттик и некаде околу 500. Затоа што тоа го гледаме како врвен приоритет во нашето работење, бидејќи можда овие пандемии ќе исчезнат, можда кризите ќе исчезнат, али многу е значајно да го решиме тоа клучно прашање. Од комората додаваат дека преку оваа активност остануваат линк помеѓу образованието и бизнисот.